А сега имаме повторно гостинка и одиме во светот на книгите, место во кое секој се чувствува побезбедно, поубаво, поисполнето и посреќно на крајот на денот. Само книгата ни дава можност да патуваме низ целиот свет како временска машина во сите периоди од постоењето на човештвото и повторно да се приземјиме и да се вратиме назад. Иринче, имаш прекрасна гостинка, Ана Несторовска-Саздовска, портпарол менаџер во издавачката куќа Арс Ламина. Имате еден куп книги кои што веднаш ја направија поубава не само нашата маса, туку и нашето студио. Така, повелете. Сузе, многу убаво кажа на почеток ова за книгата, сосема си во право и се сложувам со тебе. Ете ја представи нашата гостинка Ана Несторовска-Саздовска, маркетинг и пиар менаџер во издавачка куќа Арс Ламина. Ана, добро утро. Благодарам што ова утро сте ете вие кај нас на гости во утринската програма и во студиото на Алфа телевизија. Ние имаме навистина прекрасна соработка изминативе 6 месеци оваа година. Навистина испративме многу ваши промоции и во вестите култура и овде во утринската програма. Сега како што гледаат и гледачите, кажа и Сузе, полна маса книги, а тоа е се со цел бидејќи имате акција која што е насловена како на одмор со книга од Арс Ламина, односно букирај одмор со книга од Арс Ламина. Тоа значи дека имате огромен попуст, нели, во литература, тамо каде што се вашите изданија, и секако не доаѓате со празни раце, се гледа еве овде на масата, ќе имаме и подарок за наши гледачи. Двајца гледачи ќе може да си се јават, да си се вклучат овде во живо во студиото и да си добијат овие две книги по една, значи за еден гледач ќе си ги подигнете книгите, нема овој пат од Алфа телевизија, туку од литература. Литература имате во секој мол овде во Скопје и мислам дека на повеќе места во државата, така? Во Битола и во Струмица. Во Битола и Струмица за сега, така. Ајде, кога сакате може да ни се јавите или еве јас ќе ве повикам некаде на средина на разговорот. Книгите кои што ќе ги добијат гледачите се овие две, така? Па да. Или имаше нешто, еве. Па сакав летна некоја да подариме искрено. Добро, кога ќе се јават ќе кажете со тек на време. За почеток би сакала си Арс Ламина свое место веќе во издаваштвото и во Македонија сте предпознатливи. Меѓутоа еве за оние кои што не знаат, а и да ги потсетиме оние кои што знаат, една лична карта на Арс Ламина, од кога е формирана и што се работите. Така, благодарам најпрво за поканата и за постојаната поддршка што телевизија Алфа ја дава на нашата издавачка куќа. Ова партнерство ја подигнува културата и книжевноста заедно со медиумите, односно со медиум како вас, така да уште еднаш благодарам и за оваа покана. Издавачката куќа Арс Ламина речиси 2 децении е водечка издавачка куќа во повеќе области. Нашето издавачки опус е многу широк, значи објавуваме стручна литература, изданија, едукативни изданија, значајна поддршка во образовниот процес, нудејќи изданија, вежбанки, збирки и слични едукативни изданија за основно, средно училиште и за предучилишна возраст. Објавуваме списанија, имаме широка понуда на изданија за деца под нашиот импринт Ливи, значи од сликовници со водечки македонски автори и илустратори, преку лектирни изданија, па се до романи за деца, светски едиции, меѓу кои Хари Потер и Сидора Мун, значи тоа се наши изданија. Од лектирите ги имаме објавено најширокиот спектар од лектири кои што се одобрени од Министерството за образование, така да имаме и во тој дел многу силна понуда и секако изданијата за возрастни под нашиот импринт Арс Либрис ја опфаќаме целокупната литература од книги за самопомош, книги за лична мотивација, до светски книжевни класици, современи класици, македонски класици, па до современа литература. Ја подржуваме македонската книжевност со разни активности, со воведување на конкурси за најдобар необјавен роман, тоа е наградата Пегас, потоа конкурс за најдобар необјавен роман за деца и млади, тоа е конкурсот Оливера Николова. Значи имаме една богата, да речеме, активност, ги представуваме постојано преку наши промотивни настани, меѓутоа и преку интерактивни средби со автори, представување на различни сајми и слично. Да. Имавте навистина
плодна година, да кажам, од некаде како што соработуваме ние од октомври минатата година, мислам до сега. Мислам дека не сте застанати со работа, секој месец скоро промоции, тоа навистина на еминентни автори и македонски па и од странство, и тие и промоциите ги правите на едно навистина високо ниво. Се случуваат повеќето од нив во литература во Diamond Mall, овде во Скопје. Сега, вие како гледате на овие изминати 6 месеци на годинава што измина, што би издвоиле? Претпоставувам дека не може да бидете повеќе од задоволни, така? Така, задоволни сме, затоа што се покажа дека овој начин на представување на книгите, значи преку директна средба со авторите, промоции во книжарници, е еден убав начин да се промовира книгата, да дојде до сите, да ја разберат сите книгата, односно да дознаат за незиното представување и да се сретнат со авторите. Изминативе 6 месеци имавме учество на 2 големи фестивала. Тоа е Денови на литературата во февруари, каде што промовиравме повеќе наши книги, учествувавме и на фестивалот Видик, кој што се одржа во април, и исто така бевме дел од сајмот на книгата. Би можело да издвоам некој дел од промоциите кои што оставија печат. Мислам и ние самите сме задоволни на кој начин беа представени и каков е фидбекот од читателите и од публиката, и секако и од самите автори. Би почнала со книгата се викам Храброст. Тоа е една книга со која што доста се гордееме, затоа што станува збор за едно енциклопедиско издание кој што ги собира приказните за 50 македонски жени, кои што биле првенки или се првенки во одредена област, или пак покажале храброст и истреност и оставиле печат во нашата историја. Значи тука имаме жени од Сирма, Војвода, можеме и да ја покажеме книгата секако. Значи тука имаме приказни за од Сирма, Војвода, па се до некои актуелни македонски, првата македонска пилотка, првата оджачарка. Значи имаме жени со интересни професии кои што да речеме во народот можеби важат за машки професии, меѓутоа имаме жени кои што покажале храброст, истреност, труд и знаење и се истакнале. Ова е книга пред се наменета за деца, значи за млада читателска публика, за да ги мотивираме младите, особено девојчињата, дека може со многу труд, со истреност, со учење да ги постигнат, да ги остварат своите соништа и да станат не само први во нешто, туку и да бидат, да покажат светски резултати. Ова се исто така, оваа книга имавме на убава средба со дел од жените кои што се уште се меѓу нас, значи се уште се живи, и представници од семејствата на оние кои што заминаа во историјата. На настанот имаше и представници од училиштата, имаше и деца, значи им представивме, ги мотивиравме можеби младите да ја прочитаат пред се и да видат колку пошто се посебни овие жени. Значи има спортистки од сите области на нашето живење, има народни хероини кои што претпоставам дека повеќето и веќе ги знаат, затоа што таа се хероини по кои што и сега има именувани училишта, улици, институции, меѓутоа и жени од културата. И е напишана вака на пошироко да може за дечињата дека намената е книгата е направена, значи нашата илустраторка Анета Илиевска направи едно навистина изворено дизајнерско издание во кое што како во еден споменар се собрани не само приказните, туку и се спакувани дел од документите, фотографиите што успеавме да ги најдеме. На овој проект се работеше доста долго, затоа што беше потребно да се најдат адекватни информации. За дел ги контактиравме семејствата, за дел се користеа информации од библиотеки, интернет и така натаму. Значи се собираше и се правеше ова. Верувам дека ќе остане како вредно четиво во библиотеките, домашни библиотеки и библиотеките градски. Значи тоа можеби пошироко објаснено, меѓутоа ни е многу драго за оваа книга, дури ја доби наградата за најкреативно издание за време на сајмот на книгата од Асоциацијата на македонските издавачи, како беше истакнато како најкреативно и заслужено, претпоставувам. Заслужено. Понатаму имавме неколку промоции на македонски автори, на да речем нови македонски авторски сили, меѓу кои е книгата на Иво Митев Жиле 73 дена и на Кристина Краличен. Тие двајцата беа финалисти минатата година во наградата Пегас, која што е, како што споменав претходно, има востановена Арсламина и со која што ја поттикнуваме и ја поддржуваме македонската книжевна сцена. Тоа е награда за најдобар необјавен роман. Се објавува веќе седма
година се избира најдобриот и уште неколку кои што влегуваат во тесен круг, кои што даваме препорака да бидат објавени и ги објавуваме. Ова се свежи авторски имиња и четива, веднаш убав прием има ке публиката. Исто така во рамките на денови на литературата ја промовиравме и првата сликовница на Александар Росјаков, нашиот познат писател за возрастни, се проби како автор за деца. Тоа е понапред таа книга, ако може камерата ќе ја фати. Тоа е Девојчето и куклата што патува. Станува збор за интересна приказна, инспирирана од познатата анегдота за Кафка. Да видам ако можам да ја земам, а да не направам овдека белја некоја, бидејќи преска ги редевме тоа. Така, значи станува збор за една сликовница инспирирана од анегдотата за девојчето кое што го сретнува Кафка во еден парк. Девојчето неутешно плаче, ја прашува зошто плачеш, ја изгуби в куклата. И ја бара куклата, не може да ја најде, тогаш се смислува еден начин на кој што ќе го смири девојчето Кафка и носи писмо и вели дека ова е писмо од твојата кукла не е изгубена, замена на едно долго патување. И така секој ден носи ново писмо од нова дестинација која што наводно ја посетува куклата. И на крајот девојчето ги чита писмата, се соживува со патувањето на незината кукла и на крајот и носи Кафка нова кукла, ја подарува и таа вели не е тоа мојата кукла, тоа вели да, тоа е твојата кукла, меѓутоа толку многу патувања, таа се промени затоа што сите се менуваме, секој патување нас не менува, не прави поинакви, меѓутоа суштината љубовта останува и токму оваа порака убава ја има во оваа книга. Да. И така натаму мислам, сакам да кажам дека имаме и приказни кои што ги вадиме, ги црпиме од светската книжевност, ги објавуваме, ги преработуваме секако со ново авторски печат и дизајн, ги издаваме на македонски јазик. Да. Учествувавте и на сајмот на книгата, ги кажавте дел вашите впечатоци, и сега сакам освоивте таму и награда нели за книгата Се викам храброст, 50 инспиративни приказни за животот на македонските хероини. Сега она што сакам да позборуваме, а тоа е впрочем и она што се случува сега периодов, акцијата Букирај книга лето со Арсламина. Тоа значи дека имате попуст, летен попуст на книги, може да кажете на кои книги е попустот, и јас овдека би ги повикала веќе и одат веќе и фотографии, ова се фотографии кои што вие ги избравте да ги погледаат гледачите кога зборувавме нели за ретроспективата. Меѓутоа додека си одат фотографиите, јас ќе ги повикам гледачите да се јават, ќе си остават само име и презиме и ќе добијат книга, вие ќе кажете која, односно не мора овој пат да доаѓаат во Алфа телевизија, може во литература со име и презиме да си ги подигнат своите книги кои што ќе ги земат. Вие понудивте овде убави летни четива, како што кажавте. Ајде сега малку да позборуваме за Букирај одмор со книга од Арсламина. Да, Букирај одмор. Кампањата сама потикнува дека не може да се замисли еден одмор без една убава книга, и тоа не само книги за возрастни, туку и книги за деца, тука опфаќаме. Во оваа акција се вклучени книги од историска фикција, имаме романси, трилери, значи да се ичи вкус, имаме и класици нешто, а секако има и книги за деца и лектирите. Во оваа кампања ги покриваме и лектирите, кои што се на попуст. Тие се на 20% попуст, а целокупната акција е со попусти до 60%. Книгите се на попуст во околу 15 на книжарници низ цела Македонија. Така да онаму каде што има застапено книги од Арсламина, и каде што ќе може да ја видат и слоганот на оваа кампања, читателите може да си ga набават посакуваната книга со попуст. Така да од книгите кои што да речеме ги донесов тука, можеме да ги пододелиме. Само за секунда ќе ве прекинам, бидејќи имаме гледач на линија, не би сакала да не чека гледачот. Добро ви утро, кој ни се јавува? Добро утро, Ирена, добро утро, посакувам и на гостинката. Се јавува Сузана од Скопје. Сузана од Скопје, одлично. Ана, ќе кажете која книга ќе оди во рацете на Сузана и ќе може да си отидете во било која литература во Скопје. Ги имате во повеќе локации и во моловите. Која е книгата за господјата Сузана? Па јас би препорачала Едно лето во Италија. Еве, јас моја можам лична препорака, затоа што и јас мене ми е една од подрагите книги. Преубава книга. Едно лето во Италија.
со самата корица веќе имаме асоциација на летен одмор. На лето, така е. А содржината е навистина убаво едно патување кој што верам ќе ве однесе барем за миг книгата еве во Италија. Мило ми е што ни се јавивте. Имаме веднаш и втор гледач, одма да ја доделиме и втората книга. Тоа ќе биде само ова лето, реков ќе доделиме летна книга. Еве и ова е читателите за летен одмор. Само ова лето, исто така има и корица убава ова како што асоцира нели на лето, плажа, море. Па, двајца заљубени и едно кученце. Станува збор за романса, која што ќе ги релаксира читателите. Добро ви утро, само да видиме кој ни се јавува. На телефон Васе Стевановска. Добро, дали сте од Скопје? Не, од Прилеп. Од Прилеп. Ајде, нека дојде, Васка, така? Нека дојде некој од Скопје во ваше име, во било која книжарница на литература, да ја подигне оваа книга и да ви го краси летото. Навистина, само ова лето, убава романса, како што кажа Ана. Убава книга. Ете така. Ги оставивте податоците во режија. Овие две книги се подарок од нашите пријатели Арсламина. Може сега да представиме 5 книги, ваша препорака за ова лето. Па јас би почнала пред се со детска литература, може да ги спочитуваме и младите наши читатели и гледачи. Би почнала со серијалот Исидора Мун, кој што е многу популарен. Веќе имаме 15 книги од Исидора Мун објавено од светот на Исидора Мун и плюс незината братовчетка Мирабела, значи тоа се 2 серијали кои што ги вклучуваме. Издвоив 2 летни книги, од кои што едната е Новата под морето, Исидора Мун патува под морето, ја сретнува вампир Самовилата, односно вампир Сирената, дата, иначе Исидора Мун е вампир Самовила, многу сладка, интересна приказна за едно девојче кој што е необично, меѓутоа има магија во целава приказна, меѓутоа и многу едукација, учење за пријателство, за прифаќање на различности, за справување со стравови, за соочување со одговорност и слично. Така да двете книги од Исидора Мун би ги препорачала за малите читатели, секако и лектирите, овој период на читање на лектири и потсета младите читатели дека треба да си ги набават. И ги имаме во моментов на попуст, до денеска и се во литература на убав попуст, така да може да си ги набават и да си го поминат со книга летото. Тука си детските серијали, Шекспир за деца, Хари Потер и уште неколку кои што, не знам, Академија за еднорози за деца што сакаат да прочитаат книга плюс и исто така и читанките кои што се дел од нашата едиција лесночитливи лектири. И за возрастните? Да, за возрастните секако. Многу ми е важно да ги спомнеме книгите за деца затоа што таму е големата енергија која што ја внесуваме во нашата издавачка куќа, а од книгите за возрастни ја имате пред вас Три Мари, би ја издвоила прва, која што ја доби наградата, го доби Рациновото признание. Три Мари ја промовиравме пред неколку месеци на едно прекрасен настан во литература со 3 актерки кои што ги интерпретираат Трите Мари. Посебна оваа книга затоа што е пред се алудира на познатата Две Марии од Славко Јановски, меѓутоа и еден омаж негов затоа што и корицата е извадок од негова слика, навистина убаво спакувано. Прекрасна исто така, можеби малце потрагично љубовни приказни, меѓутоа се убави од нашето секојдневие приказни. Потоа би ја издвоила Лека ноќ Ајрин. Ова е тој роман, еден нова историска фикција која што ќе ги однесе во виор на Втората светска војна читателите. Таму ќе најдат романса, малку издигнување на женската моќ, женската сила, истакнување, пријателство и така натаму, значи повеќе теми кои што би ги интересирало. Исто така би издвоила и трилер, да ги фатиме читателите што сакаат трилер, тоа е Полноќ на Гозба, нова книга од Луси Фоли која што нарекуваат современата Агата Кристи. Сите книги од Луси Фоли се навистина фантастични, се возбудливи, ги читате до последен здив со голем интерес, а Полноќ на Гозба е навистина една убава книжевна гозба за читателите.
Уште колку книги не знам ни останаа, меѓутоа мислам Има дека многу можеме избор, има многу избор. Сепак да кажеме дека акцијата трае до кога? До 15 до 15 јули. До 15 јули. Да, во литература е до денеска се делат книгите на попуста, во другите книжаности до 15 до 15 јули. Тука сме веќе со времето, мораме да завршуваме. Останува дека од септември се гледаме и соработуваме и понатаму. Останува конкурсот на Оливера Николова кој што веќе треба да се заврши, да се објави победникот и секако не би откривале се, а има навистина многу настани кои што ќе бидат до крајот на годинава. Да, во септември не очекува прогласувањето на победникот, како што рековте, за наградата за најдобар роман за деца и млади Оливера Николова, кој што ја востановивме во чест на почитуваната писателка. Стигна 38 ракописи, што е навистина високо и задоволително, значи имаме 38 романи за млади кои што треба да поминат низ филтерот на жирито и најдобриот да биде прогласен. Исто така во септември го прогласуваме победникот на Пегас, таму имавме пак 45 романи ни стигнаа на конкурсот, што исто така е навистина голема бројка, што значи дека постојат таленти, постојат автори кои што сакаат да пишуваат и секако да учествуваат на еден ваков поттикнувачки надпревар. Благодарам многу што бевте ова утро заедно со нас, што секогаш ги промовираме и македонските и странските писатели. Книгата е нашиот најдобар другар не само преку лето, туку и дома. На овие жешки температури си седиме дома и си другаруваме со книгата, како што каже и Сузе, која што не носи во сосема некој поинаков свет. Благодарам многу и нашата соработка си продолжува и понатаму како и секогаш и ви посакувам убаво лето. Се гледаме повторно од септември, а зошто да не и ако имате нешто и во јули и во август да испромовираме или да представиме на нашата публика. Благодарам. Секако, благодарам јас. Ви благодарам јас и се надоврзувам. Книгата може и да гушне и тоа како. Да, прекрасни наслов ни слушнавме, кои што верувам дека ќе ви инспирираат и вие да си прочитате нешто ова лето и да бидете во друштво со книгата.